Штрекната од сонот. Можеби по грешка се будам на оваа улица. Ноќе, без никаков спомен во себе си. Не можам да се соземам. И еве сум во градот, сама, во темнината на пустиот плочник. Не знам до кого да се обратам, за да разберам што ми се случило и каде сум. Може би треба да се состанам со некого, но каде и кога? Барам знак, ишарет, мисла водилка. Во темнината не можам да го распознаам името на улицата. Во бледата светлина што ја навестува зората, градот ми се чини пуст. Покриениот фенер исчезна некаде во светлината со трепкавиот одраз на своите модрикави сенки. Чекорам по улицата. Ги слушам чекорите како ми се огласуваат во тишината. Градот се буди. Решена сум да се разбудам, како што се буди и оваа улица. Како инспектор од некој детективски роман, осознавам работи што ми изненадуваат кај овие луѓе со чуден менталитет и уште почудни навики. Полна со прашања, вознемирена сум како улицата толку безгрижно се подготвува за новиот работен ден. Со жива желба да откријам нешто, чекорам понатаму. Доаѓам до градските дуќани. Гледам работи што на секој чекор ме скаменуваат од чудење. Гледам како сите други, макар што личат на мене, чекорат по ова место не грижејки се за ништо. Како да се тоа најприродни и најобични работи. Но бидејќи не знам ни како, ни од каде, ни зошто сум дошла, вината паѓа врз мене, а сите околу мене се прави. Не само што е веројатно, оти тие знаат како, од каде и зошто, туку знаат и се што прават. Сигурни се дека нема да се измамат. Не ги мачи никаква неизвестност. Се што прават, го прават природно, како да не може да биде поинаку. Веројатно ќе побудев чудење, укор, а може би негодување, ако почнев, било поради нивната надворешност, било поради некоја постапка или збор со отворен вокал, одеднаш да се смеам, или ако покажев дека се чудам. Со жива желба да откријам нешто, без мене да ме откријат, принудена сум постојано да го сокривам изразот на страв и сомневање.
Ме примат како почитуван гостин кој што добродошол. Ме канат на кафе и повторно на кафе. За момент чувствувам дека од секогаш сум припаѓала овде, дека сето ова е дел од мене. Или, можеби, јас сум дел од него. Традиција, секојдневен ритуал. Филџан кафе за добро утро, филџан кафе за добар ден, можеби и филџан кафе за добра вечер. Или тоа е порив да се покаже боемштината и безгрижноста. Минувам низ толпата луѓе. Ми се чини дека мнозина се свртуваат по мене, како да знаат дека сум можеби за прв пат на оваа улица, а некои и најлюбезно ме поздравуваат, макар што најверојатно не ги ни познавам. Во прв момент сум зачудена, не знаеки дали поздравот ми е навистина наменет мене. Гледам лево, гледам десно, се обзирам. Дали ме поздравуваат по грешка? Дали можеби знаат која сум?
Пладне е веќе минато. Паѓам од истоштеност. Треба нешто да каснам. Ги разгледувам гостилниците, кафеаните. Мирисот е привлечен. Влегувам во секоја од нив. И тука, за чудо, ме примаат како гостин кој што добродошол. Ми покажуваат послана маса, наместуваат стол, ме опиваат со мирисите на нивните специјалитети, стари вина. Размислувам дека можеби тоа не се јадења по мојот вкус. Можеби треба да побрзам. Денот поминува, а јас се уште не знам која сум, каде сум и зошто сум тука. Се плашам да прашам од страв да не ми се подсмеваат, да не ме направат неука. Каснувам од секаде помалку. Плаќам, но моите банкноти се различни. Не се како тие другите што се пластат во касата. За една ми даваат многу нивни, книжни и ситни. Излегувам на плочникот. Штама. Улицата потонала во потполн мок. Се плашам од ехото што го предизвикуваат моите ситни пари. Толку е длабока тишината во која се движам. Се свечерува. Ме обзема умор. Храбро се движам кон првата врата. Ја отворам, без да се прашам каде води. Застанувам на прагот. Низ главата ми проаѓаат милиони слики. Сакам да бегам. Не е можно дека ова е мојот дом. Тоа е кошмар, инкубус. Сонувам веројатно еден од најапсурдните соништа. За да се уверам до некаде дека тоа е така, одам да се огледам во огледало и веднаш ми се сторува дека мојот одраз го нема. Го има само одразот на улицата, на дуќаните, на лицата кои постојано пијат кафе. Горе, над старата градска архитектура, сонцето заоѓаше. Небото беше црвено, или можеби сино, додека пак облаците изгледаа како подвижно море. Од плочникот се издигнаа непрекинати нејасни силуети. Од нив извираа гласови кои надоаѓаа како силен бран.
Тие разнобојни гласови гинеа во општиот метеж. Плочникот ги впиваше, заробувајќи ги за навек во својата гробница. Чудна работа. Поминувајќи пред мене, особено младината, неизрелите луѓе, влегуваа во друга атмосфера, во воздух што оживува, поради што чекорите, движењето на телото, веднаш им стануваа поживи, поитри и главите се раздвижуваа како да не можеа да се сместат во обрачот на крената јака. Рацете им стануваа многу зафатени, обидувајќи се да ги фатат нотите од чудната музика. На различни места, различни обиди да се дофати музиката. Или можеби тоа мене ме поздравуваа. Ме примија како своја, како дел од нив. Решив, ке наблюдувам, ке учам, ке станам нивна. Во предниот джеп од палтото напипав некаква фотографија, ожолтена.
ја загледувам. Сликата представува прекрасна млада девојка која седи во пајтон. Околу неа свирачи. Во позадина градски сад. Одеднаш се ми станува појасно. Се наоѓам илјадници километри далеку, во туѓа земја. Лежам, речиси сум мртва. Околу мене тажат, како што јас тажам за оваа улица. Знам која сум, знам каде сум и знам зошто сум овде. Битола, она што некогаш го викавме Корзо, сега е Широксокак. Но каде се пајтоните, седенките со серенади, бозаджии, семкари? Можно ли е да е останата само градската саат кула? Очите се затвораат. Сказалките на времето го очекуваат своето. Чудно. Таму сонцето изгрева, а овде заоѓа. Може би е време да одам. Довидување. Утре е нов ден. За вас. За мене.